Здраво, пријатели! Добре дојдовте на каналот Античка литература. Јас сум Даниела Точева, по професија класичен филолог. Како што најавив, следните неколку видеа водат под заеднички наслов Антички мистерии и ќе решаваме, односно ќе разгледуваме случаи со убиства. Некои од нив се фиктивни, но некои се вистински реални случаи од антиката. Денешниот случај е преземен од говорот на атичкиот логограф Антифонт. Значи, станува збор за реален случај. Текст кој што може да се најде во превод на македонски јазик во книгата Другата жена во антиката. Другата жена во антиката се однесува на хетерата, на проститутката. Тоа е збирка од антички текстови во кои хетерата или има главна улога или на некој начин инволвирана во текстот. Голем дел се фиктивни, но втората половина од книгата поголем дел се реални ликови од антиката. Прво да видиме кој е тој Антифонт, еден од 10 атички говорници според канонот на Александриците, направен во хеленистичкиот период. Живее во 5-тиот век пред нова ера, од 480 до 411 година пред нова ера, значи во класичниот период. Тукидид за него се изразува сума cum laude, го фали особено заради неговата красноречивост и односно дејнотес, иако Антифонт многу ретко настапува во собранието или пак на суд. Најчесто пишува говори по нарачка за суд, значи има професија слична како денешните адвокати. Зачувани се 6 говори од него, сите се поврзани со убиство. Може би тоа е така заради начинот на тематскиот начин на подредување од страна на александриците. Првиот, 5-тиот и 6-тиот говор се судски говори. Првиот е за обвинителот, 5-тиот и 6-тиот за одбраната, додека вториот, 3-тиот и 4-тиот исто така се судски, меѓутоа се фиктивни, значи се хипотетички случаи наменети за подучување, затоа што Антифонт меѓу другото и подучувал. Типот на тужба што ја поднесува обвинителот е дике фону. И да објаснам малку за видовите на тужби. Имаме дике, која што е приватна тужба, имаме графе, која што е јавна тужба. Убиството е приватна тужба, затоа што не е злочин против државата, туку е нешто што го оштетува семејството на убиениот. Графе, од друга страна, е тужба јавна, која што се однесува на злочини кои што се против државата и бидејќи немаат јавни обвинители, тоа можел да го направи било кој полнолетен граѓанин. За да ги мотивираат, на обвинителот му даваат 1/3 од имотот на обвинетиот. Ако агонот или парницата заврши во полза на оној што обвинува. Но ова наскоро зазема една лоша насока затоа што се појавува клеветењето или сикофантијата како една ноторна појава во Атина, за која дознаваме од комедиите на Аристофан, но и од говорите на говорниците. Обвинител е синот на убиениот, а обвинетата е макејата. Со тоа што убиството не се случило неодамна, туку навистина одамна кога обвинителот бил малолетен, бил дете и заради тоа не можел да ја поднесе тужбата. А сега од другата страна се наоѓаат неговата маќа и неговите полубраќа. Полубраќата се постари од него, така што е логично да претпоставуваме дека ова е вонбрачен син на убиениот. Но самиот факт што може да поднесе тужба, значи дека е атински граѓанин и неговата мајка била граѓанка очигледно, затоа што со законот на Перикле од 451 година, законот за граѓанство, за да некој биде граѓанин, да биде запишан во листа на граѓани, треба да има и мајка и татко атински граѓани. Така и во овој случај. Освен ако е нешто што се случило многу порано од тоа. Па законот не се однесува на тоа условот дека и мајката треба да биде граѓанка. Говорот ги има сите составни делови на еден судски говор. Во прологот се обраќа на судиите дикасти, со една вообичаена фраза што ја среќаваме и кај други говорници. Јас не сум само млад и неискусен за судски парници, но се наоѓам во страшна недоумица за случајот Мажи.
Значи тоа е еден реторички топос дека е млад и неискусен и тој го среќаваме и во говорот на псевдо Демостен против Неајра во истата книга. Неајра која што исто така е проститутка. Понатаму го дава првиот аргумент пред нарацијата, што е малку невообичаено, ама Антифон знае да ги прилагодува составните делови на содржината на изнесеното, па следува нарацијата, односно опис на проблемот, како се случило убиството, што довело до тоа да се случи, изнесува дополнителни аргументи и на крајот е епилогот, односно заклучокот, обраќање на кон дикастите, повторно со некоја мудра мисла. Значи да видиме што се случило. Приказната се поврзува со извесен Филонеј. Тоа е единствениот што се именува овдека, на другите не им го знаеме името. Не затоа што ова е фиктивен случај, туку тоа е дадено претходно во самата тужба. Така што не се обраќа по име овдека. Филонеј бил калоскагат-хост, така го нарекува, значи од високите слоеви на атичкото општество, живеел во Пиреја со својата палаке, со ложница, значи незаконска жена, но тука знаеме дека таа не само што е незаконска, туку по статус е и робинка, затоа што таа жена се пожалила на макијата дека Филонеј сакал да ја продаде во бордел. Таа можеби и била купена од бордел. Затоа и незината место во книгата за хетерите. А макијата, обвинителот ја нарекува Клитемнестра, не затоа што тоа е незиното име, туку Клитемнестра е пословична по тоа што го убива својот маж Агамемнон, кој што се враќа како победник од Троја, и тоа на многу нехеројски начин. Во бањата, додека го капе, го убива со секира. Обвинителот смета дека и неговата маќа на таков нехеројски и подол начин го убива неговиот татко. Што се случува? Како што најавува и на почетокот во самата тужба дека таа и претходно била фатена на дело како сака да го убие неговиот татко, значи макијата сакала наводно да даде љубовна напивка на својот маж, но тој претходно ја фатил во тоа и не успеала да го реализира тоа, затоа што сметала дека се оддалечуваат. И очигледно се оддалечиле што тој има вонбрачно дете. Ја искористила непријатната, лошата ситуација на оваа робинка и дала отров или фармакон, љубовен напиток, така и го насловила, да им го даде на мажите. Таа не можела самата да им го даде, бидејќи како законска жена не може да присуствува на гозби или на жртвувања што ги прават мажите. А незиниот маж наскоро требало да оди со Филонеј во Пиреја, бидејќи требало да патува на Наксос, и пред патувањето е вообичаено да му се жртвува на Зев за да има добро патување. Па така, робинката го искористила ова, кога им точела вино, им ставила од љубовната напивка во виното, но на својот Филонеј ставила повеќе, за да ја сака повеќе, така што Филонеј умрел на лице место, а другиот се мачал 20 дена. Тоа е таткото на обвинителот. И во текот на тие 20 дена, тој му дал налог на својот малолетен син да го одмазди, и тука му ги изнесува работите за макијата дека и претходно ја има фатено во обид да го труе, со изговор дека ова е љубовна напивка. Сведоци за тоа се и слугите, но тоа се тие слуги кои што неговите браќа не сакаат да ги дадат на испрашување со басаност, со мачење, како што е вообичаена пракса. А тоа е право, нели, на сопственикот на робовите, дали ќе ги даде на мачење или не. Значи, тоа е неговиот прв аргумент зашто сметат дека макијата е убиец, бидејќи не сакаат да дадат изјава робовите, односно господарите не сакаат робовите да дадат изјава за настанот како што бил. Љубовницата на Филонеј, бидејќи има таков статус, робинка, таа веднаш е ставена на тркало, е мачена и дадена на извршителот и очигледно е погубена. А макијата си останува да си живее со своите синови во домот што го делела претходно со својот сопруг. Синот сега, вонбрачниот син, како полнолетен, сака да нагласи дека
таа е умот за сето ова и алудира на повеќе места во говорот дека убиството е намерно и насилно. Вели: таа го уби намерно и со умисла, а тој умре без намера и насилно. Значи го нагласува тоа, намерното труење, и се повикува очигледно на еден закон за убиство кој се наведува и кај Демостен во 23-тиот говор, каде што убиството фонос и труењето фармака се сметаат за два различни престапи, но еднакво се казнуваат доколку тоа е сторено со умисла, а во случајот со труење услов е и оне што сака да убие да го дава отровот. Но во овој случај не е така, па затоа синот, сакајќи да го претвори ова во фонос, значи казната да биде како некој што сторил фонос, потенцира дека е насилно и со умисла. Затоа што ако биде третирано како фармакеја, тогаш макијата не го дава отровот и нема да има никакви последици за неа сето ова. Не знаеме што се случило, каков е исходот од целата ситуација, затоа што ниту е зачуван говорот на одбраната, во кој веројатно ќе се дадат некои поинакви аргументи, поинаква страна на целата приказна. Ниту пак знаеме каков е исходот, гласањето на дикастите од овој надпревар, агон, затоа што парницата е агон во кој се надпреваруваат обвинетиот и обвинителот со своите говори и имаат право и на реплика. На крајот, како во политиката, дикастите гласаат во урните, го даваат својот глас и може да победи некој за еден глас, например. Така што аргументите што ги даваат во говорите, а тоа не само во овој говор, туку во речиси сите вакви судски говори од антиката, не се некои јаки, не се темелат на цврсти докази, најчесто е релата реферо, како и овдека, и се алудира на, се тежне кон предизвикување емоции кај дикастите. Ако успеат да предизвикаат емоции кај нив, значи гласањето ќе биде позитивно за тоа што успеал да го направи тоа. Таков е атичкиот систем. Така што не знаеме што се случило, но во епилогот еве завршува со една умна мисла. Вели: јас го раскажав моето и му помогнав на умрениот и на законот. Ваше е да ги разгледате и останатите работи според вас и да пресудите праведно. Мислам дека и на боговите долу им е грижа за оние што се жртви на неправда. Тоа беше се за денешното видео. Ако ви се допадна, може да се претплатите на каналот и се гледаме во некој од следните видеа. До гледање!